Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Емисија за новите вредности во правото, политиката и општеството, глобално и локално, емисија за новите трендови во современото живење. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Добар ден, драги слушатели на Радио Слободна Македонија. Еве во уште една емисија Поента во рамките на својот редовен термин. Јас сум професор доктор Тања Каракамишева Јовановска и ве поканувам да останете во наредните 50 на минути во уште една емисија во која што се надевам дека ќе имам со што да го задржам вашето внимание. Најнапред, дозволете ми на сите македонски граѓани христијани да им го честитам големиот христијански празник Свети Климент Охридски чудотворецот, првиот македонски архиепископ, во исто време и творец на далеко познатата Охридска книжевна школа и најзначајниот средновековен писател и педагог. Свети Климент Охридски со својата активност и со своето дело на повеќе полиња, пред се црковно, но и просветителско, книжевно, стана заслужен не само за македонскиот народ и македонската култура, туку и за целиот христијански свет. Неговото дело е вистински пример за тоа како се чува и како се негува македонската нација, како се чува и како се негува македонскиот идентитет и секако и најзначено македонскиот јазик. Повеќе од 11 века Свете Климентовото слово зрачи и чудотвори, описменува и облагородува. Од силата на неговите поучни и пофални слова, денес духовно се храниме сите ние македонски граѓани христијани, но и многу други народи кои што живеат ширум светот. Неговото слово е всушност нашето битие, наш сопатник и наш пријател, врата низ која се преминува од смрт во живот. Неговото слово е и нашиот лек, нашата утеха и живо питие. Како што се вели во Библијата, кој пие од водата што ќе му ја дадам јас, нема никогаш да ожедни, таа во него ќе стане извор на вода што ќе тече во живот вечен. Како што се вели токму во Библијата, така и денеска овде, на овие простори и на овој народ, му беше откриен овој извор, оваа вода, од која што тече живот вечен. Всушност, ние сме благословени да го имаме лекот на безсмртноста, да го имаме лекот со кој смртта умира за секогаш, а триумфира животот, триумфира духовното. Победува вистината, победува љубовта и верата преку словото и делото на Свети Климент, кој едновремено и наш современик, но и пример за епископите, како и жив сведок на љубовта Божја. Токму затоа во овие празнични мигови треба да се потсетиме на Свети Климент Охридски, на неговото дело и да ја упатиме големата македонска мисија кон доброто за сите народи, кон доброто за сите луѓе широм светот, преку зацврстување на вербата кон Бога, со големата потврда дека Македонија е и Македонија продолжува да биде голем светилник на големото европско семејство со неизмерна сила и неизмерна моќ што ни ја дарува овој голем светец. Свети Климент Охридски беше голем ученик на познатите творци на словенската писменост, светите Кирил и Методи и токму затоа денеска овој голем ден нека ни остане паметник за духовното, паметник за доброто, паметник за културното. Нека ни е вечен и честит празникот Свети Климент Охридски за многу години. Денешната емисија ја посветувам на познатата теорија на психоанализата, теоријата на Сигмунд Фройд, која што ја поврзувам со актуелните политички случувања во земјава, зашто политичките случувања се такви какви што се, и што е во нивната позадина знаеме сите.
Меѓутоа, освен оние познати размислувања кои што секојдневно се вртат по медиумите и кои што главно ги искажуваат не само новинарите, туку и експертите домашни и странски, но и политичките партии, дека всушност зад политичките действувања и случувања на социјалдемократскиот сојуз стои пред се надворешен американски интерес, но и интересите на Европската унија, кои се секогаш нели во содейство со американските. Сепак има едно прашање кое што мора да се одговори, а мора да се одговори само преку користење на психоанализата на Фройд. Интересно е всушност како Социјалдемократскиот сојуз преку своето политичко делување, но и политичко говорење постојано упатува својата вина и вината на своите постапки, на своите активности во времето кога тие беа на власт, како сега ја пресликува или прави проекција на тие своји времиња кога беа неуспешни и кога едноставно ништо не им тргнуваше од рака. Сега сакаат да направат проекција за истите тие случувања во нивно време, во денешно време и на некој друг политички друг, а тоа е нивниот политички конкурент, односно ВМРО-ДПМНЕ. Токму таа Фройдова теорија на психоанализа или теорија на проекција е интересен феномен кој што можеме да преку кој што можеме да го објасниме делувањето на Социјалдемократскиот сојуз, бидејќи СДСМ постојано зборува во овие 9 години, а посебно во оваа последнава, дека во Република Македонија има медиумска цензура, дека во Република Македонија нема медиумска слобода, дека нема демократија, дека не може да се изнесе ниту еден став кој што е различен од владеачкиот, дека фактички ВМРО-ДПМНЕ ги сатанизира различните мислења и сите оние што различно мислат и различно действуваат на политички план од Социјалдемократскиот и од ВМРО, значи мислат како СДСМ, но она што всушност се случува во реалноста е дека СДСМ е фактички главната медиумска звезда, особено во последнава година и половина. СДСМ буквално нема ден да помина да не испратат по 2-3 партиски соопштенија во кои што тие ги изразуваат своите ставови и своите размислувања во врска со актуелната политика на ВМРО-ДПМНЕ. И сега е интересно како во овој така наречен режим или во овој така наречен систем на диктатура на господинот Груевски, човек едноставно не може глава да дигне од соопштенијата на СДСМ буквално за се нешто. Едноставно нема ден да помина СДСМ да не се најде на ударната страна на сите медиуми, без разлика дали се работи за печатени, за електронски медиуми, за интернет портали. Па така во услови на оваа нели така наречена диктатура на Груевски, СДСМ е буквално главен информатор и главна медиумска звезда. И сега нормално се поставува прашање што се случува во Република Македонија? Дали она што го зборува СДСМ е вистина? Значи, дали на вистина ВМРО има проблем со медиумската слобода и медиумската демократија? Или едноставно СДСМ можеме да го објасниме преку теоријата на Фройд? Или преку теоријата на психопроекцијата, која што оваа партија фактички ја прави во политиката? Навистина, човек да се стави во една голема дума, за која и за каква демократија се бори опозицијата, кога нели така наречениот режим на Груевски им ги задоволува буквално сите партиски желби и сите партиски интереси. Постојано е СДСМ на централните, на ударните вести во сите електронски медиуми. Постојано се информираме за нивните ставови и нивните размислувања во врска со актуелните политики. Нели сака и пратенички плати, па повеќе од година и половина, буквално без прст да мрднат, тие добиваа плати, и тоа добри преку 1000 евра плата, без да ја заработат таа плата. Понатака сака договор од пржино и куп противуставни категории кои што се содржина на тој договор од пржино и него го добија. Сака позиции во власта, сака значи министерски фотели без грам легитимитет и без избори, ете ги добија.
сака противуставна специјална обвинителка со буџет со кој што не располага речиси ниту една институција во државата, ете и неа ја добија. Нели сака медиумски фашизам, бидејќи она што го дадоа како предлози за законот за медиуми, буквално наликува на медиумски фашизам и медиумско едноумие. Ја би рекла тука малце под заглавија, ама сигурно и за ова ќе добијат нешто. И како да не исконстатира човек дека е профитабилна оваа нивна борба за слобода и за демократија, буквално што побара се добија. Се до душа малце какафонична, меѓутоа плодоносна за опозицијата. Овде ќе направиме мала кратка пауза, останете со нас, се враќаме за некоја минута. Еве неповторно назад, застанав дека оваа борба за демократија и борба за слобода што ја води Социјалдемократскиот сојуз е навистина профитабилна за оваа политичка партија, но од друга страна отвори една друга димензија оваа нивна борба секако за сите нас останати, бидејќи фактички преку нивните постапки и нивните дела во пракса успешно почна процесот на демаскирање на нивниот диктаторски стил на водење политика. Тоа всушност го гледаме преку нивните екземплари пред министри, дополнителни министри кои што ги запоседна министерствата за кратко време и почна со својот диктаторски стил на водење политика. Исто така, оваа нивна стратегија е успешна и во разоткривање на нивната фашизоидна мисла, бидејќи гледаме што се име предлог за уредување на медиумите и медиумската слобода и како тие ги замислуваат медиумите и медиумската слобода. Секако е успешно и во откривање на нивните сталинистички методи на управување. И затоа велам дека во оваа цела македонска состојба само Фројд може да објасни што точно ни се случува, буквално никој друг освен Фројд. Токму неговата најуспешна анализа ни ја открива вистината за политичките појави и политичките процеси што секојдневно ги сведочиме во земјава. Во психолошката проекција на Фројд всушност се крие целата вистина за вистина за Македонија на Социјалдемократскиот сојуз. Во оваа проекција се крие целата вистина на опозицијската борба за демократија и борба за слобода. Всушност, проектот на СДСМ, нели вистината за Македонија, треба да се вика вистината за Социјалдемократскиот сојуз. Како што теоријата на психолошката проекција на Фројд уште се нарекува и теорија за пренесување вина од себе на другите. Токму преку Фројд можеме да ја објасниме постојаната потреба на СДСМ да ги одрекуваат, да ги негираат, да ги оддалечуваат од себе негативните чувства и емоции и истите да им ги припишуваат како особини или како карактерни црти на другите, односно на власта. Преку ослободувањето од своите внатрешни непријатни чувства и внатрешни емоции, секако наталожени од случувањата во нивното политичко време кога тие беа на власт, преку нивно упатување во форма на зборови до власта, всушност опозицијата има за цел психолошки да се смири и психолошки душевно да се растовари од тие негативни чувства и негативни емоции. Затоа што според Фројд, внатрешните непријатни чувства и емоции на овие и вакви луѓе во одреден момент имаат потреба да излезат од душите на оние што ги создале, на оние што се духовни креатори, затоа што во спротивно ќе настапи процес на внатрешна имплозија, на внатрешна бомба. Најчесто лошите мисли се насочуваат кон другите или кон душите на другите што немаат капацитет на создавање лоши мисли. Ама во мозокот на овие обседнативе, на овие злобниве, лошите, по системот на Фројдова проекција, сите луѓе се злобни, сите луѓе се пакосни, сите луѓе се лоши. Оттаму, според нив, нема никаква штета ако овие нивни пренатрупани чувства и емоции едноставно само се пренасочат од тебе на мене, од нас на нив или од нив на нас и така натаму. Така полека, но сигурно, опозицијата преку Фројд сака да стане стил на нашиот заеднички живот. Сака да стане дел од, во наводници, нормалниот начин на комуникација. Едноставно, нашиот живот да се трансформира во емоционална и душевна трансмисија.
Според одредени истражувања, проекцијата на негативните чувства од тебе во другите, посебно во политиката, прераснува во еден секојдневен, нормален процес, но и стил на живење. Фројд сметал дека преку системот на проекција на непријатните и негативни мисли и негативни мотиви, желби, чувства што ги создаваат одредена категорија на луѓе и ги пренесуваат на другите, најчесто имуни од нив, всушност природата има за цел да создаде некаква рамнотежа, некаков баланс, создава проток на енергија и своевидно мешање на доброто со злото, затоа што не може да постои само добро и не може да постои само зло. На природата и на државата е потребна рамнотежа, природна рамнотежа која ќе обезбеди баланс меѓу доброто и злото. Злото и негативните чувства мораат да бидат споделени со доброто заради природна рамнотежа во просторот, заради природна рамнотежа во државата. Во спротивно, душата на злобникот едноставно ќе препукне од злоба. Ако нема трансмисија на мешање на доброто и злото, едноставно злобникот не може од толку многу негативна енергија да живее. Неговата душа мора да препукне од злоба. На психолошката проекција најчесто се склони луѓе кои што имаат невротичен карактер или луѓе кои што имаат психотични проблеми во личноста. Луѓе што се наоѓаат на она прво примитивно ниво на развој, познато како ниво на нарцисоидни личности или луѓе со дисфункционален карактер и дисфункционална личност. А како поинаку да се оквалификува, например, личноста на господинот Зоран Заев или личноста на други членови од неговото партиско раководство, освен како нарцисоидно и дисфункционално, кои секојдневно имаат потреба да влегуваат во војна со сите, едноставно да влегуваат во војна со сите што работат, например, во институциите на системот, во министерствата, со сите што работат во судовите, во јавното обвинителство, да ги дефинираат медиумите како своји главни политички непријатели, да влегуваат во постојан судир со пензионерите, нели, со Министерството за финансии, со земјоделците и со нивните субвенции, едноставно да влегуваат во постојан судир со македонските граѓани кои што не гласале за нив, едноставно што не им дале доверба на оваа група или на оваа гарнитура на луѓе политичари во Социјалдемократскиот сојуз. Како поинаку да се наречат луѓето за кои е нормално, например, да бидат политички демантирани од странски влади, односно странски држави. Еден нормален политичар кој што води сметка за себе, за својот кредибилитет, за својот стил, ако сакате, или воопшто за својот имидж, навистина ќе му биде повеќе од незгодно, би рекла, или повеќе од непријатно, да биде политички демантиран за тоа што го кажал од, например, од Израел, односно од странската влада на некоја земја, без разлика дали се работи за, или конкретно за Израел или за некоја друга земја. Или, например, уште потрагично, луѓе кои што се демантираат себе си најмалку 2 пати во денот. За како поинаку да се наречат тие луѓе? Едноставно не знаат што зборуваат или кога ќе кажат нешто, потоа обмислуваат што кажале, па се демантираат, односно излегуваат повторно на пресконференција или на друг начин и се поправаат или се дополнуваат или едноставно праќаат своји портпароли да ги дополнат, односно да ги дообјаснат што всушност тие сакале да кажат. Како поинаку да се дефинира политичкото однесување на Социјалдемократскиот сојуз, освен како фројдовско, ако се знае дека токму во времето на владењето на оваа партија постоеше класична медиумска цензура, постоеше постојан отпор да се слушне мислењето на другиот, односно на другите. Постоеше фабрикувана демократија која што беше создавана во оние така наречени хали на партиско-медиумските фабрики. Како да се нарече поинаку
времето кога СДСМ беше на власт, кога навистина постоеше гладен народ, постоеа гладни луѓе кои што шетаа буквално како зомби низ улиците, постоеа опустошени затворени фабрики, бројни фирми беа ставени под клуч, да не зборуваме за изгледот на главниот град, постоеа социјалистички фасади, градби што будно не подсетуваа на времето кога тие беа главни. Но за овие други нормално факти и документи, но и докази, веднаш по паузата и по кратката пауза за реклами, а може би една музичка номера, или ако не сега, тогаш во 17:44. Останете со нас. Така, продолжуваме понатаму со фројдовското дефинирање на политичкото однесување на Социјалдемократскиот сојуз, бидејќи јас навистина не можам да пронедам поинаква дефиниција на нивното однесување. Ако се знае дека токму во времето кога тие имаа власта, постоеа институции што многу повеќе одработуваа за туѓите, а многу помалку за македонските национални интереси. Ако се знае дека во тоа време постоеа стари и руинирани училишта и градинки во кои децата молеа на Бога да не заврне за да не искиснат до гола коска. Во нивно време постоеа земјоделци оставени буквално сами на себе и на временските непогоди или временските погоди. Едноставно да се молат на Бога да има сонце, да нема дожд и да нема некои други нормално временски непогоди кои што би можеле сериозно да му наштетат на плодот. Постоеа болници каде што редовни станари беа глодарите, беа бубашвабите, лебарките, каде што немаше топла вода, туку едноставно, еве да кажеме, родилките се бањаа и се мие со ладна вода. Многу пати сум била сведок на такви ситуации. Понатака постоеа партиски номинирани амбасадори што водеа грижа само и само за личните бизнеси, без да направат ништо за економска промоција на Република Македонија, она што сега представува обврска на секој амбасадор, на секој дипломатски представник во странство, едноставно пред се и над се да биде економски промотор на државата, потоа нормално и дипломатски представник, да ги заштитува интересите на македонската нација и на македонската држава. Тоа беше време кога постоеа разноразни бомбона бизнеси, од кои на народот му остана само светликавата хартија од бомбоната и ништо друго. Време кога постоеа шверц-комерц фирми, кои беа најгласните противници на процесот на понатамошната фискализација, која што дојде во времето на ВМРО ДПМНЕ. Време кога зборувам за времето на СДСМ, кога постоеа партиски олигарси кои направија своји царства буквално од процесот на приватизација на нашиот, на општествениот капитал. Тие го приватизираа и направија своји царства каде што се назначија себе си за цареви, а своите синови и ќерки за кралици и за кралеви. Навистина можеме да броиме многу лоши, многу промашени политики и политички действија, меѓутоа и економски состојби во времето на Социјалдемократскиот сојуз. И токму тие лоши политики кои што беа подпишани од луѓето на СДСМ, вчера, денес, но и утре им тежат на партиската меморија на незините членови. Токму таа тежина ја создава потребата на Социјалдемократскиот сојуз од оваа Фројдова проекција и токму затоа тие го повикуваат Фројд да биде партиски употребен со цел да може да си ја олесна душата, едноставно да ја пренесет вината од својата партиска меморија на другиот, затоа што така ќе им биде полесно, затоа што преку тој премен, преку тој мост, тие го гледаат најлесниот начин како таа голема партиска вина за политичките и економските состојби и неуспеси во земјата кои што беа направени во нивно време да преминат како колективна вина на сите или, ако сакате, како колективна вина на политичкиот друг, а тоа е на ВМРО ДПМНЕ. Зошто им е потребна оваа Фројдова проекција?
затоа што така ќе им биде подобро на нивната психа. Затоа што така најдобро ќе може да се рехабилитираат од минатото и од своите погубни политики кои што ги водеа. Но откако ќе се ослободат од тој товар и од таа негативна енергија, внимавајте затоа што можат да соберат нови сили за нови колективни ламентирања, за нови политички идеи кои што повторно ќе не внесат во спиралата на злото и на лошотилокот. Токму тие нови сили за колективни ламентирања веќе ги гледаме. Присутни се во медиумскиот простор, но и во политичкиот простор. Разноразни идеи за федерализација на Република Македонија, за официализирање на албанскиот јазик како втор службен јазик и така натаму. И токму затоа мораме да внимаваме Фројд да не ни судри по глава, односно тие нивни Фројдови проекции на крај да не ни се случат, да ни бидат проекции за Фројдови проекции за целата македонска нација. Толку за Фројд и за психоанализата на Фројд, сега би сакала во вториот дел од емисијата да се посветам на она ново време за кое што зборував и минатиот вторник, кога навистина Македонија доживува буквално национално ребрендирање, односно национално брендирање на економијата, на политиката, на социјалата, на здравството, на образованието. Она што како успешни политики го прави владата на ВМРО ДПМНЕ. Минатата емисија фактички ве воведов во целиот процес на национално ребрендирање и кажав зошто е тоа толку потребно и каде го гледам тој координиран збир на владени политики кои наликуваат на една цела стратегија на национално ребрендирање. Меѓутоа немав доволно време за да ги објаснам сите компоненти на процесот на националното брендирање, па затоа мислам дека сега е вистински момент да се направи едно продолжение на тој процес и на успешните политики кои што значат нова свежина, односно нов дух на Република Македонија како држава и како нација. Националното брендирање, како што кажав, навистина представува моќна политичка алатка, посебно за малите држави како што е Република Македонија. Впрочем, сите мали држави го поминаат тој процес на национално ребрендирање. Тука посебно ќе ги споменам Луксембург, Лихтенштаин, Малта, Словенија и други држави кои што, да кажеме, се мали по обем, меѓутоа навистина направија економско чудо, би рекла, во своите системи и да кажеме еве Луксембург е најпозната како држава токму по однос на финансиските зони кои што ги воведе и кои што навистина направија вистински финансиски бум во таа држава. Република Македонија преку своето ново национално ребрендирање исто така станува се поатрактивна дестинација за странските инвеститори, но секако и за засилување на конкурентноста на македонската економија на странскиот пазар, но и способноста за надпревар на нашата земја со економски и финансиски помоќните. За разлика од порано, кога не можеше да се замисли Република Македонија да биде способна за надпревар со земји кои што беа далеку посилни на економски, на финансиски план, сега веќе зборуваме за таков надпревар, не само по однос на тоа колку како стоиме на рейтинг скалата по однос на најмалку задолжени држави, туку и по однос на тоа колку странски инвеститори доаѓаат во Република Македонија и сериозно оставаат сериозен капитал, но и сериозна инфраструктура во Република Македонија, нормално вработуваат македонски граѓани. Брендот на земјата е посебно значаен за промовирање на туризмот. Гледаме дека Република Македонија веќе не е само актуелна со Охрид и со охридските убавени, туку се позасилен акцент се става и на оној така наречен алтернативен туризам, на бањскиот туризам, но еве во зимно време и на зимскиот туризам.
Република Македонија како никогаш досега го збогатува туристичката понуда особено преку субвенционирање на македонските туроператори кои ќе донесат одредени целни групи од други држави како туристи во Република Македонија, конкретно за Кина, за Јапонија и за други земји од далечниот исток. Меѓутоа се забележува и многу поквалитетна маркетиншка содржина на понудата, туристичката понуда на Република Македонија во другите земји. Тука ми јавуваат од режијата дека треба да направам кратка пауза, но ви останете со нас и со емисијата Поента. Тајве во наредните уште 10 минути навистина ќе се задржам на најважните поенти и прашања врзани со националното брендирање како клучна алатка за подобрување на позицијата на една земја во светски рамки. Националното брендирање според мене не е само да се пронајде едно симпатично лого за земјата или да се направи симпатичен промотивен материјал и пропаганден материјал за земјата или да се отвори некоја интересна официјална веб страница на земјата каде што ќе се промовираат незините природни убавини и богатства. Не е само тоа национално брендирање. Националното брендирање има многу поголема и подлабока цел. Незината потреба е во позиционирање на нацијата на начин што ќе создаде максимален успех за државата во светскиот систем. Значи едноставно мора да пронајдеме нешто пошто другите ќе не препознаваат. Дали тоа ќе бидат нашите македонски производи, дали ќе биде тоа нашата работно способна сила, значи дали ќе бидат тоа младите луѓе кои што се работно способни и кои што умеат да со своите иновативни политики или со своите иновативни механизми да се наметнат на конкурентскиот пазар како најдобра работна сила. Дали се тоа природните богатства со кои што располагаме и кои што секојдневно буквално ги откриваме. Дали е тоа македонската кујна која што може да стане исто така светски препознатлива. Значи ние треба да одбереме што е тоа што не прави нас како македонска нација уникатна, не прави интересна за другите граѓани и нормално не прави би рекла добро по рейтинг поставена, се со цел да ја привлечеме јавноста, светската јавност кон Република Македонија. Едноставно да бидеме незаобиколена држава, да мора да не посетат или да сакаат да не посетат како интересна земја од која што може да научат, земја од која што може да црпат, би рекла, многу информации, многу културни прашања, односно многу културни моменти и слично. Дури самата можеби национална култура, можеби и она што представува наша историја, наш национален идентитет, можеби и тоа е доволно добра причина на која што ќе се надогради целата таа стратегија за национално брендирање. Имаме многу аспекти кои што можат да ги привлечат странските граѓани зошто да дојдат во Република Македонија и пошто сме ние всушност уникатна нација во светот. Никако не смееме да бидеме копи-пейст на некоја друга нација или на некоја друга држава. Тоа само ќе не внесе во системот на плагиаторство, културно, национално и слично. Ние треба да бидеме иновативни во тој дел на градење на национален бренд и на национална политика која што ќе ни донесе многу поголема промоција во светот, токму по своите специфики и по своите автентични и раритетни, би рекла, добра, кои што сум сигурна дека ги поседуваме во изобилие. Само треба едноставно да ги потенцираме и да ги ставиме на пиедестал. Фактички националното брендирање ќе ни овозможи и ние да се брендираме како македонски граѓани, преку тоа да добиеме многу поголемо достоинство пред се кај нас самите, но и да со тоа достоинство да зрачиме, би рекла, во светската политика и да се едноставно надградуваме со нови содржини, со нови поквалитетни форми и карактеристики како нација. Во светот на бизнисот
би рекла, корпоративното брендирање е алатка број 1 за успех на секоја успешна корпорација. Бидејќи во светската политика државите се повеќе се третираат како корпорации, од тука мислам дека е добро да се преземат сите оние алатки кои што ги користи корпоративниот свет, да се префрлат како алатки за брендирање на нацијата и на државата како корпорации и како корпоративни, би рекла, производи во наводници, затоа што мислам дека тие заеднички алатки кои што ги има корпоративното право и корпоративното управување можат многу успешно да се искористат во насока на создавање на национални брендови, односно нацијата и државата како посебен бренд. Например, сите поголеми корпорации најчесто многу инвестираат во изнаоѓање на, да кажеме, добра маркетиншка понуда или добра маркетиншка стратегија за тоа како да се пласираат нивните производи подобро на светскиот пазар, бидејќи се свесни дека само преку ефикасен начин на промовирање на своите производи може да го напредат својот буџет. Исто така, брендирањето има значајно место и во науката, посебно во науката и во научно-техничко-технолошкото истражување, каде што се употребуваат конкретни методи и техники за создавање на квалитетен бренд. За разлика од корпоративното брендирање, каде што главно се оди на тоа да се подобри маркетиншките производи и маркетиншката стратегија, кај државите многу подобра алатка за градење на националниот бренд е да се употребат фактички природните убавени и природните богатства кои што ги нуди една земја, но би рекла и да се употребат самите граѓани во таа држава за она што најдобро го знаат или да се промовираат најдобрите практики на граѓаните кои што фактички најдобро ги знаат или да се промовираат оние политики каде што се најуспешни токму самите граѓани на државата. Токму затоа велам дека националното брендирање е посебно специјализирано поле на делување, поради тоа што се работи за комплексни елементи, за комплексни фактори кои што ја сочинуваат нацијата, но и различни цели, да кажеме, кон кои што треба да се фокусира самата нација, со цел да бидат избрани најдобрите цели, најефикасните области каде што македонските граѓани нели најмногу придонесуваат, а се со цел да успее процесот, односно да имаме поквалитетен и поуспешен процес на национално брендирање. Од тука брендирањето е процес кој треба да се направи пред се да се потрошат пари во креирање на одредени пораки, во креирање на одредени алатки кои што ќе ја зголемат пред се препознатливоста или видливоста на државата на светскиот пазар, а потоа и да се направат одредени комуникацијски стратегии и планови, да се иницираат нели кампањи, веб страни, посета на странски туристи во државата, се со цел да се слушне добриот, би рекла, добриот глас за државата и меѓу другите граѓани во другите земји. Од тука секоја нација може да биде извонреден бренд, само многу е битно дали таа нација е разбудена, дали таа нација е свесна за тоа дека е самата бренд. Исто како што секој човек е бренд сам за себе, од него зависи дали тој ќе биде свесен за тоа што го носи, за квалитетите што ги носи, или едноставно ќе му помине животот без да биде воопшто свесен за себе како бренд. Всушност станува збор за цела една нова филозофија на гледање на работите, нова филозофија на гледање на секоја држава посебно. За секоја држава луѓето имаат одредена представа, одредена замисла, одредена идеја што е таа држава, со што се нели истакнува или што и се негативните, кои се негативните особини на државата и така натаму. Ние треба постојано да работиме во насока на истакнување на нашите позитивни, успешни приказни, а нормално да работиме на намалување на оние негативни впечатоци кои што, да кажеме, странските туристи или странците воопшто ги имаат за Република Македонија. Еве да кажеме убав имидж на една земја,
каква што е Швајцарија. Земја која што да кажеме позната по своите часовници и чоколади. Доколку во таа земја без разлика што има успешна маркетиншка политика за промовирање на незиниот да кажеме зимски туризам, па и летниот туризам исто така, посета на извонредни природни убавини и така натаму, може да биде проблем доколку во таа земја има политичка нестабилност или политичка криза. Едноставно се да падне во вода. Сите успешни приказни кои што ги има Швајцарија позади себе, да паднат во вода со само единствен момент. Наметнување на некаква политичка криза, дури и вештачка, од страна на политичките партии или од страна на политичарите. Едноставно брендот, ако не го негувате и ако не ги работите сите аспекти, економски, политички, социјални, културни и така натаму, може за еден момент да ви падне во вода или едноставно да го изгубите. Швајцарците секако дека многу повеќе би сакале да видат својата земја уште по успешна, би рекла, на економски, но секако и на политички план. Меѓутоа, зошто да кажеме да не се осврнеме на успешните нации, особено на економски план, како што се бројни нации во Европа, да не зборувам за владите и воопшто за државите во светот. Секоја влада мора да инвестира во брендот на својата земја, да инвестира во процесот на неговото менаџирање и промовирање низ светот, и секоја влада ја знае целата агенда на земјата и нормално има моќ и има ресурси да го води процесот на национално брендирање на начин кој што е најуспешен за граѓаните, односно за државата. Секако дека тука треба да бидат вклучени и бизнес заедницата, посебно успешните фирми и корпорации кои што се во земјата, секако треба да бидат вклучени универзитетите, граѓанските здруженија, културните центри, особено центрите за промоција на македонската култура и македонскиот јазик, кои што секако може да дадат поквалитетен инпут во креирање на вредностите на националниот бренд. Бидејќи од режијата ми вела дека веќе немаме време, мораме да се одјавиме. Останува уште само да кажеме дека емисијата Поента се емитува во рамките на Трговското радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Јас сум професор доктор Тања Каракамишева Јовановска, уредник и водител на емисијата. Денеска е 8 декември 2015 година. Секако емисијата Поента се остварува во продукција на Радио Слободна Македонија. Вам да ви посакам убаво празнично попладне и секако останете ми со здравје до наредниот вторник. Поздрав и до слушање. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Емисија за новите вредности во правото, политиката и општеството. Глобално и локално, емисија за новите трендови во современото живење. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија.